Економски раст, задоволна младина, грижа за работниците, нова инфраструктура. Дојде животот, па потоа добивме уште една програма во нов мандат која ветуваше многу, а пред да станат од фотелите, челниците од Илинденска и не оставија многу од реализираното зад себе. Наследникот на Зоран Заев изготви програма за работа на владата 2022-2024 година, во која си зададе амбициозни задачи, ама заглави во реализацијата. Читајќи ја програмата, економски требаше да цветаме. Владата на Ковачевски имаше план за забрзан економски раст и проекции од 5%, но сега се проектира дека годинава ќе заврши со 1,8% раст, а за до година се проектираат 2,5%. Патната инфраструктура како мотор на економијата требаше да се гради забрзано. Се ветуваше брза изградба на коридорите 8 и 10D, но досега само брзо се исплаќаат милиони кон Бехтел и Енка. Се прават прослави и шарени експлозии. За волја на вистината, брзо оди само завршувањето на експроприацијата. Досега 58% од земјиштето поминало низ процедура. Врвен приоритет на владата ќе представува рапидна изградба на коридорот 8, кој неоправдано доцни со децении. Поврзувањето исток-запад со Република Албанија и Република Бугарија представува стратегиска обврска и фокус на владата до 2024 година. Меѓу најголемите предизборни ветувања беше изградбата на автопатот Кичево-Охрид. За 10 дена истекува рокот, се заканува и раскинување на договорот со кинески Синохидро, а од автопатот остануваат дупките и збунати возачи заради цело време пренаменување на патот. Требаше да се изгради и Скопје-Блаце, а како дел од коридор 10D Тетово-Гостивар Букојчан и Кичево, каде засега имаме рамка на која беше поставена табла за старт. Во делот инфраструктурата ќе се прошируваше и патот во индустриската зона на Визбегово, но ни од тоа ништо. Се ветуваше дека ќе има грижа за пензионерите. Тие сега, за прв пат откако е осамостоена Македонија, се со месеци на улица и бараат повисоки пензии. Грижата за пензионерите и обезбедување на адекватен приход, пензија, ќе продолжи. Одговорно тврдиме дека ќе продолжи континуирана исплата на платите, пензиите и социјалната помош. Дополнително тие ќе растат. Приватниот сектор и најпогодените дејности и области понатаму ќе бидат финансиски поддржани. Ке се обезбедеше и квалитетно образование, ама добивме ученици без учебници. Квалитетното образование гради слободни граѓани. Дигитализацијата во образованието беше еден од врвните приоритети, но токму за истото беше одмиен амандман при расправата за буџетот во собрание. Ке се зголемува и платите на здравствените работници. Целта беше најниската плата на здравствените техничари и медицински сестри да ја достигне просечната плата до 2024, но и тие протестираа за повисоки плати. А ветувањата за подобро здравство не изостана. Приоритетот изградба на клинички центар се уште е далеко од реализација, а дополнително можно и да плаќаме пенали. Главните ветувања беа борба против корупцијата и создавање правна држава. Нема извештај во кој не се посочува дека корупцијата е најголем проблем во Македонија. Сосема сме свесни дека ефикасна, растечка и продуктивна економија подразбира безкомпромисна борба против криминалот и корупцијата и целосно и ефективно владење на правото и правната држава на сите нивоа. Програмата предвидуваше и намалување на администрацијата, раст на платите, зачувување на животната средина, достоен живот за сите. 2 години подоцна од оваа програма, граѓаните речиси секојдневно се на улица, не се задоволни од платите кои ги изеде инфлацијата, од здравствениот систем, од владењето на правото, а се наоѓаме и високо на мапата на најзагадени држави во светот.